Македонци ќе останеме. И тоа нема да им го дозволиме, па макар ги даде и нашите животи. Македонија! 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 Македонци, еве ќе ви се обратат луѓето, правите патриоти кои се овде со вас на граничниот премин. Ги има многу патриоти, но некои не се толку јаки патриоти, бидејќи се плашат да излезат новој Божлив ден, нова граница, новој автопат, нова наша земја, мајка Македонија. Ова е наша земја. Ќе застанеме секаде каде што сакаме и посекуваме. Не може никој, па ни Оливер, па ни никој друг да не спречи каде ќе сакаме да одржиме говор или средба или да го покажеме нашиот револ. Македонија е на македонците. Сега ќе му дадам збор на господинот Страшо Лумчев да ви се обрати и нека видат што е во Македонија. Тоа е на домашен терен, така. Браќа и сестри, многу ми е мило што браќа мои ги гледам овде. Македонија се наоѓа пред пресвртница. Или македонскиот народ ќе си го зачува идентитетот и ќе си одбрани државата, или овие апатриди, овие терористи на власт ќе го направат онаа каде што наумиле да го направат. Значи, тотална детерминација на Македонија и на македонскиот идентитет и тотална преформулација на смислата на македонската држава со пришење на Астон. Јас пред 2 дена се обратив пред домот на Пешевски. Јас тоа му кажав дека јас, како еден од основачите на ВМРО, како председател на Македонија, ниту јас, ниту било кој преговара и договара со предавници. Вистината за Македонија излегува на површина. Вековната борба на македонскиот народ си го прави своето и македонскиот ген е кодот на светската цивилизација. Од тие причини јас те повикувам на 1 септември, сабота 12 часов, се македонски, се народен протест за симнување од власта Зоран Заев. Нема одење дома додека Зоран Заев не замине од власт. Македонија блокира да живее Македонија. Македонија на македонскиот народ. Добро вечер, браќа и сестри, македонци, добро вечер и за македонската полиција. Ние сме вечерва дојдени тука да се слушне гласот и од граничниот премин Богородица, да се слушне крикот на македонскиот народ. Ние повеќе немаме што да изгубиме и решени сме да одиме до крај. Ќе ја браниме Македонија и македонскиот народ. Ние најавивме уредно со блокади, со сенародни протести и еве ја продолжуваме нашата битка. Одиме испред домовите на одродените пратеници осумина. Меѓутоа, еве вечерва тука да слушнат радосна вест и полицајците. Добар дел од тие 8 пратеници се предумислуваат. Нема да поминат устатните промени. Затоа ние го остваруваме нашето легално право на овој протест да слушне и домашната и меѓународната јавност. Мора да ја продолжиме оваа битка. Ние немаме што да изгубиме веќе. Ова е света битка за македонскиот народ, за македонците. Сведоци сме, сакат да не избришат се живо што е македонско. И еве сега тука е да повик до полицајците. Немој да малтретирате граѓаните, немој да напишувате пријави, оти ова е борба и за вас како македонци, оти многу брго вие тука ќе ги тргнете кацигите и ќе бидете на страната на македонскиот народ. Затоа, како што ние мирно го изразуваме овој протест, очекуваме од вас
Не ги слушайте, марионетската власт пага. Се ближи крајот, Македонија ќе победи на 1 декември во Скопје на сенародниот протест. Македонија ќе го каже својот збор. Ова е само загревање, ова е припрема. На 1 декември ќе го видите гласот на македонскиот народ пред собранието. Одиме таму и се останува до конечна битка. Да живее Македонија! Благодаря вам, господин Бачев. Ристо Мијаковски кажа. Македонија! 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 Драги македонци, се најдуваме на местото, во близина на досега извршените геноциди врз македонскиот народ, значи непосредно пред граничниот премин со Република Грција, значи непосредно на местото на настаните каде што се повлечени линиите на геноцидот, кои сега за жал сака да ги избришат и да ги прошират линиите, да ги постават горе над Скопје, значи со завршување на тој процес на геноцид врз македонскиот народ, кој е почнат моште одамна. Со овој договор, во близина на ова граница, во Нивице, е направен тој завршен, така ти е мислат, завршен геноциден договор за уништување на македонскиот народ и држава. Но, направен е тој договор со кршење на сите меѓународни декларации за човековите права и изјаснувањето на сите народи за самоопределување. Тој договор не е ниту валиден, ниту коничен. Ова затоа што најнапред го донесува влада нелегитимна, избрана на нелегитимни, подкупени, нерегуларни избори. Сето што го прават ова е нелегитимно, со кршење на сите меѓународни акти, декларации на суверените држави. Ова е флагрантно мешање во внатрешните работи на една суверена држава. То не е дозволено. Како можат сите големи сили? Та ова нема да го пречутиме ние. Како може со нелегитимна власт, со геноцидни проекти однадвор направени, со најмени извршители од сите страни во нашата република и однадвор сака да го завршат тој срамен геноцид врз еден древен македонски народ. Овде сме на преминот меѓу двете држави, каде се проблематизира еден план, еден обстој на еден древен народ. Со недозволено злосторничко делење на два народи, на две фамилии, како можете едно семејство органско да го поделат на два дела, братучет и брајка, фамилии, ги разделија и уште понатаму сака да удела. Ова нема да победи. Доста беше овај терор, ова тиранија на ова окупаторска диктатура, повеќе не можеме да издржиме. Од овај момент понатаму почнува се македонски отпор, се до оборување на ова нечестива влада на 18 септември, зашто е поднесено барање и до собранието и до владата на република да си поднеси неотповиклива оставка. Тоа сега сите заедно ќе го бараме. Сите промакедонски сили. Да е жива и здрава Македонија. Бог да е со македонците. Благодарам господин Миковски, господинот Жаре од Христијанско братство. Повели Жаре. Ајде, добро вечер на сите. Можам само да ви се заблагодарам, затоа што успешно почнавме овој пат и успешно го тераме и понатаму. И понатаму успешно ќе продолжиме да се бориме за Македонија и македонскиот народ. Сме биле, сме и ќе останеме македонци. Нема назад, нема повлекување и нема предавство по никоја цена. Господи ке благослови Македонија и македонскиот народ. Амин. Македонија! 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 Македонија!
Кратко ќе ви се обрати господинот Филип Петровски, бидејќи денеска многу зборуваше, ќе се обрати гостували грмот. Стварно веќе знаете што има да кажам, добро се знаеме тука, се здушивме, овие организации се упорни, издржливи и на крај ќе го добиеме посакуваниот резултат и ги срушиме уставните промени. Јас се надевам дека пратениците веќе добро размислија и дека нема да гласаат во втората и во третата фаза. Нивната последна шанса да се вратат и да се изедначат со линиите на македонскиот народ е сега, а ќе бидат паметени како херои во вечни времења. Во спротивно ќе бидат запаметени како предавници и тие, и нивниот пород, и нивните семејства. Мислам дека не се спремни да го поднесат тој товар и мислам дека ќе се придружат со народот. Ние сме упорни како што гледате. Јас зборував половина час од додека возевме навака. Сакам да го поздравам македонскиот народ, македонските патриоти, македонската диаспора, која што гледам дека е активно со нас и да порачам дека продолжуваме во оваа борба истрајно до последен момент додека не стигнеме до победата. Да живее Македонија, да живее Република Македонија, Македонија вечна. Благодарам, Филип. За крај, Македонија ќе победи. Запаметете дека кога одевме со блокот Македонија бойкотира, ја извојувавме победата, го добивме првото полувреме, ќе го добиеме и второто полувреме со Македонија блокира. Затоа, македонски народе, кај да си, бидејќи знаеме, не следиш и по Facebook и по сите други социјални мрежи и телевизии. Ви порачуваме, придружете ни се од 1 декември, почнуваме заедно сплотени пред собранието на Република Македонија да го истераме душманот и една хунта и оние претамници на Република Македонија. Македонија на македонците, да живее Република Македонија!